Само што имавме средба со неколку целни групи, беа присутни културните работници, односно уметниците. Исто така на средбата присуствува и најмладите во Велес. Она што имаме да го порачаме до сите овие граѓани, како и до сите во Република Македонија, е дека со многу труд, со многу работи, со многу вложување ќе ги направиме работите подобри за секого. Знаете веќе дека 1% од 1 денар, се извинувам, од акцизата на горивата ќе оди директно како буџет во културата. Тоа се, драги пријатели, околу 15 милиони евра секоја година ќе се одвојуваат директно за развој на културата. Она што можам да го видам кај луѓето од оваа фела, кај уметниците, кај културните работници, е дека е поздравено буквално со огромно воодушевување, бидејќи после се што видовме, особено во Велес, укинувањето на буквално сите културни манифестации, впечатокот е дека одвеќе чекаат луѓето да почнат одново да творат. За младите, проектите кои што ги планираме во следниот 4 годишен период, 50.000 нови работни места кои ќе ги опфатат младите е сериозен поттик за младите да останат и да создаваат во државава. 0%, односно целосно укинување на персоналниот данок за сите нови вработувања за млади лица до 29 години, но и се она што е предвидено, особено во високото образование за младите. Запишување на факултет во приватна квота, доколку некој од студентите има просек над 8,5, по автоматизам ќе биде префрлен да студира на државна квота, со тоа средствата кои што треба студентот, односно неговите родители да ги плати, ќе можат да останат во домашниот буџет. Исто така, 5% од најдобрите студенти на универзитетите во Република Македонија на државен трошок ќе им се овозможи да одат на последипломски студии, односно на магистерски студии, додека 3% од најдобрите магистранти ќе можат да продолжат на докторски студии на трошок на државата. Македонија исправи се, обновата доаѓа. Време да си го вратиме македонското национално достоинство, да бидеме горди македонци, да бидеме горди патриоти на Република Македонија. Поздрав и чувајте се!